почитуван председател на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чарамов, почитуван заменик градоначалник на општина Кавадарци доктор Тони Нешковски, почитувани советници во Советот на општина Кавадарци, почитувана пратеничке госпожа Даниела Колева, почитувана докторка Ирена Рамбамбова Бушлетич, почитуван доктор Игор Николов, почитувана доктор Марија Панова, почитуван доктор Ристо Симеонов, почитувана госпожа Даниела Урдаревич, почитуван доктор Тони Јосифов, почитувани основачи на Сдруженијето Ренална поддршка Дарко Митков и Илија Стамков, почитувана госпожа Јанинка Чупарковска, имаме представник, добро, директор на Кажувчанка, почитувани сограѓани, почитувани гости, добро ви вечер, добро дојдовте на оваа трибина вечерва во организација на Сдруженијето Ренална поддршка по повод Светскиот ден на бубрегот. Еве веќе 16 години во месец март, односно вториот четврток од овој месец, се одбележува овој ден како Светски ден на бубрегот и бубрежните заболувања. На оваа трибина ќе се говори меѓу другото за ризик факторите за хроничната бубрежна слабост, како да ја подобриме функцијата на бубрезите, исхраната, физичката активност, редовната контрола и така натаму и така натаму. Сосема на почетокот ќе го повикам Илија Стамков да се обрати пред присутните. Повели, Илија. Добро дојдовте. Денеска се собравме по повод на Светскиот ден и месец на бубрегот, на овој ден да позборуваме и да бидеме гласни за болестите на бубрезите, за здравјето на истите и за борбата што ја имаат секојдневно оние пациенти кои се засегнати од оваа болест. Хронично болните пациентите на диализа и трансплантираните. Денеска ќе слушнеме за тоа како да се зачува здравјето на бубрезите, која е борбата на пациентите кои се бубрежно болни од најмала возраст па се до највозрастна. Низ кои потешкоти се соочуваат истите и како со ваша поддршка можеме да го промениме истите и да им олестиме во борбата. Мојата борба почнува мојата најмала возраст, уште на 2 годишна возраст, мојата прва диализа беше на 11 годишна возраст, од тогаш помина 8 години по болници и на диализа 3 пати неделно. Благодарение на мојата мајка, која ми е донор, после 8 години на диализа се трансплантирав на детска хирургија Скопје од хирургот Ристо Симеонов и целиот тим од нефролог Најца Ристовска-Бојковска, васкуларци, анестезиолог и медицински сестри, кои беа цело време покрај мене. После 10 години, секој ден со имуносупресивна терапија и контроли, се уште е успешна една приказна и борба на бубрежно болен пациент. Со ваша помош и помош на медиумите би сакал да изразам благодарност на сите овие што сте присутни и да побарам поддршка од вас за да се зголеми свеста за донорството на органи. Секој може да биде донор. Да се биде хуман е најголемиот орден што може да ви го додели животот. Ви благодарам на сите што ни помогнавте да се реализира овој настан и да се подигне свеста за целокупното здравје и донорството на органи во Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш, па да ги проследиме со внимание другите учесници на настанот. Благодарам Илија. Илија, како што кажав, еден од основачите на ова здружение. Сега ќе го повикам домаќинот на оваа вечер, исто така основач на здруженијето, Дарко Митков. Повели, Даре. Почитувани дами и господа, пред се сакам да се заблагодарам на сите вас што сте дел тука со нас оваа вечер. Како што веќе знаете, моето име е Дарко Митков. И јас се трансплантирав во 2020 година, благодарејќи на целиот тим предводен од доктор Ристо Симеонов и сите други доктори. Јас денеска тука сум жив, здрав, успешен. Операцијата беше успешна, а тоа ми даде мотив и јас да го основам оваа здружение со мојот партнер Илија Стамков. Здружението е основано во знак на поддршка и помош на сите пациенти кои се во преддиализен стадиум, за време на диализа и после диализа, тоест трансплантирани пациенти. Со таа цел сакам да изразам голема благодарност и до сите вас, дел што сте тука, а дел што се оправдано одсутни оваа вечер. Но благодарам на доктор Ристо Симеонов, доктор Игор Николов, доктор Ирена Рамбамбола Бушлетич и целиот нивни тим. Благодарам на моите соработници Infinity Life КС Кавадарци. Благодарам на моите спонсори Кажувчанка ДОО Кавадарци и општина Кавадарци. Без ваша помош ова немаше да биде оваа вечер. Без ваша помош ова здружение немаше да израсне во вакво како што е сега. Денес сум горд што постои ова здружение и сакам да кажам дека секој од вас е добре дојден. Воедно ве поканувам сите да ни пружите рака
пружите рака, ни дадете поддршка, нашите врати се отворени секогаш за вас. А со тоа ќе им помогнеме и олесниме патот на сите пациенти кои се на диализа и трансплантирани. Ви благодарам. Фала, Даре. Господинот градоначалник Митко Јанчев од оправдани причини не е вече со нас, затоа сега ќе го помикам заменикот на градоначалникот на општина Кавадарци, доктор Тони Нешковски. Повели, докторе. Добро вечер на сите. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги, лекари, специјалисти, стручни лица, председател на Сдруженијето Ренална поддршка, почитувани гости, почитувани медиуми и останати присутни. Иако и покрај тоа, што веќе трета година се соочуваме со глобалната пандемија од COVID-19, во никој случај не треба да ги заборавиме другите здравствени проблеми со кои се соочуваат луѓето секојдневно. Сдруженијето Ренална поддршка и оваа година во месец март, месец кој како што знаеме го означува светскиот ден на бубрезите, секој втор четврток од месец март се одбележува овој ден, каде што се представува една глобална кампања за подигање на свеста за колку тоа бубрезите се значајни за еден организам. Ова здружение има целата наша поддршка. Од мене лично како доктор пред се, но и како заменик градоначалник. Исто така и од општината, согласно нели со нашите можности и ингеренции. Како и секоја година, така и оваа година, во месец март, ќе има низа на активности и настани согласно протоколите. Заедно, кога ќе се смири целата оваа ситуација, ќе организираме што повеќе состаноци, поинтензивно, заедно и со поголемиот дел од бизнис секторот, се со цел да се вклучат што повеќе компании и сектори кои ќе дадат поддршка на ова здружение. Како човек кој што на еден начин бев индиректно вклучен во процесот на лекувањето на дел од моите сограѓани кои што се соочуваат со вакви здравствени проблеми, ме прави особено горд, а ме прави особено горд тоа што овие млади луѓе кои што се соочуваат со такви здравствени проблеми денес тука пред сите нас, пред целата јавност, пред сите граѓани на општина Кавадарци ги споделуваат своите искуства и своето знаење на сите останати. Давам целосна поддршка на трансплантација и дарување на органи, процедура која што полека станува дел од нашиот здравствен систем и полека ќе ни овозможи во иднина да влеземе во чекор со светското здравство. Благодарам. Благодарам, докторе. Сега ќе го повикам уште еден доктор, наш сограѓанин и председател на Советот на општина Кавадарци, меѓутоа и како доктор, како интернист, доктор Стојан Черамов. Повели, докторе. Почитувани колеги, почитувани носители на нефрологијата во нашата држава, почитувани представници од Сдруженијето, прекрасни луѓе, млади ентузијасти, луѓе кои својот животен пат и својата животна судбина сакаат да ја споделат со сите што имаат ваков проблем и нема нерешлив проблем. Само со заедништво и со заедно подадена рака можеме да чекориме во посветла иднина. Почитувани присутни, почитувана пратеничке, почитувани советници, моето излагање ова вечер ќе биде во поглед на медицината, во моето најсилно поле. Излагањето ќе ми биде во правец на основата на анатомијата на бубрегот, краток осврт за препознавањето на бубрежните болести и основните бубрежни синдроми кои предизвикуваат болест во човечкото тело и кои бараат потреба од лекар. Системот на излачување служи за отстранување на вишокот од вода, заедно со штетните материи, тоа се отпадни продукти од метаболизмот. Всушност, непотребните материи од нашето човечко тело се изфрлаат од нашето тело преку 4 начини. Тоа е преку кожата во облик на пот, преку белите дробови во облик на водена пареа заедно со издишаниот воздух,
преку цревниот тракт заедно со изметот и преку бубрезите во облик на моч секојдневно од 1 до 1,5 литар на ден. Бубрезите се сместени во грбниот дел од стомачната празнина и секој бубрек е покриен со капсула од сврзно ткиво, а исто така бубрезите се овиткани со масно ткиво кој ги штити од повреди, потреси и настинки. Бубрегот е во форма на зрна од граф. Сплескан орган со должина од 10 см, дебелина 2,5 см и во внатрешната страна се наоѓа вламнатина, наречена бубрежна чашка, низ која поминува бубрежната артерија, вена и мочоводите кои се поврзани со бубрегот. На напречен пресек на бубрегот има 3 слоја. Тоа е кортекс, односно надворешниот слој, во кој се сместени нефроните кои представуваат основни структурни и функционални тела на самиот бубрег. Во бубрежната кора се наоѓаат 1 милион нефрони. Бубрежната медула е составена од собирни каналчиња кои ги градат бубрежни пирамиди и врвовите на тие пирамиди завршуваат во бубрежното леѓенче. Бубрежното леѓенче е внатрешен дел на бубрегот во кој се собира мочта која потоа оди во мочоводите, а оттаму низ мочниот меур преку мочниот канал се исфрла во надворешната средина. Основна функционална единка на бубрезите се нефроните. Нефронот е изграден од топчест и цевчест дел кој се надоврзува на собирното каналче од пирамидите. Топчестиот дел на самиот нефрон е гломерул, е обвиткан со една капсула од сврзно ткиво, наречена Бофманова капсула. Во овој топчест дел се врши филтрацијата на крвта. Од топчестиот дел поминува во цевчест дел, каде што филтратот поминува и со тоа непотребните материи кои содржат и потребни непотребни материи ја формираат примерната моч. Од примерната моч корисните материи преминуваат преку мембраната на цевчестиот дел од нефронот, а непотребните материи се враќаат во цевчестиот дел на нефронот. Со тоа овој процес се вика реабсорбција и се добива секундарната или конечната моч, од која преку цевчестиот дел на нефронот се упатува кон собирното каналче. Собирните каналчиња ги градат бубрежните пирамиди. Од пирамиди оди во чашките на бубрежното леѓенче, а од леѓенчето во мочоводите и мочниот меур преку мочниот канал се изврла во надворешната средина. Мочта е жолтеникава течност која е составена од 95% вода и 5% растворени материи, уреа, мочни киселини, соли и амоњак. Во мочта не смее да има белковини, шекери, еритроцити, леукоцити. Во однос на синдромите кои се поврзани и кои имаат големо влијание и имаат потреба од медицинска обсервација во однос на самите бубрези, јас ќе ги набројам неколку на број. Тоа се акутна бубрежна инсуфициенција, акутен нефритис, хронична бубрезна инсуфициенција, нефротски синдром, асимптоматска ненормалност на мокрачјата, инфекција на мокрачниот систем, пореметување на бубрежните тубули, хипертензија, нефролитијаза и обструкција на мокрачниот систем. Почитувани присутни, дали сите ние сме под ризик и кога да препознаеме дека сме под ризик? Бубрежната болест се јавува кога нефроните во нашите бубрези, кои работат како филтри во крвта, се оштетени. Тоа доведува до таложење на отпадоци и течности во нашето тело. Кај вас постои зголемен ризик за бубрежна болест, доколку имате шеќерна болест, имате покачен крвен притисок, сте обезни, body mass index еднаков или поголем од 30, пушите, имате фамилиарна историја за бубрежна болест, имате повеќе од 60 години, имате срцеви проблеми, срцева слабост или прележан срцев удар или пак имате мозочен удар. Кои се знаците на бубрежната болест? Не е невообичаено за луѓето бубрежната функција да се намали до 90% пред да се појават било какви први симптоми. Првите знаци може да бидат општи и да вклучуваат висок крвен притисок, промена на изгледот на урината, крв во урината, промена во количината и бројот на мокрења, односно 90% од губење на функцијата може да биде без симптоми. Зошто е проверката на здравјето на бубрезите важна? И кога тоа да го направиме? Да побараме помош од нашиот и вашиот матичен лекар за проверка на здравјето на бубрезите, а тоа се состои во испитување на крвта, мерење на крвниот притисок и испитување на урина. Дали е можно рано откривање за да му помогнеме на себе и на нашиот организам? Доколку бубрежната болест се открие рано, лековите, промените во начинот на исхрана и во начинот на животниот стил може да го зголемат животот на нашите и вашите бубрези и да овозможат да се чувствувате колку што е можно подобро. Кои се можностите за медицински третман на бубрежната слабост во крајна фаза?
Не постои лечење од бубрежна слабост, но постојат неколку можности како да се справиме со неа. Тоа е перитонеална диализа, во која се состои со внесување на цевка која оди преку стомакот, потоа редовно се внесуваат специјални течности со цел да се извадат нечистотиите надвор од нашето тело. Второ, хемодиализа, која подразбира поврзување со апарат за хемодиализа или дома или во болница 3 пати неделно, секој пат во траење од околу 5 часа, се со цел да ни се прочисти крвта. И пресадување или трансплантација, доколку сте погодни за пресадување, можете да чекате за бубрек од просек од 4 до 7 години или конзервативен третман без замена на функцијата на бубрегот со пресадување или диализа, крајот на животот ќе дојде релативно побрзо. Сепак, симптомите ќе се третираат во зависност од состојбата на пациентот и од неговиот здравствен билтен. Почитувани, здравјето е наша основна цел, а ние како лекари сме тука да си помогнеме прво на пациентите и второ на здравиот здравствен систем, се со цел да бидеме попродуктивни и да ги намалиме здравствените трошкови. Факт е дека пандемијата со COVID-19 го помести здравствениот начин на лекување и здравствениот аспект на голем број на болести, вклучувајќи ги и бубрежните болести. Меѓутоа сега кога на крајот со вакцинацијата се надзира крајот на пандемијата, сметам дека треба повторно да се вратиме сериозно на бубрежните болести и заедно со вакви амбициозни млади представници со здруженијата ни цела Македонија да работиме заедно, бидејќи во основа на тој принцип спасуваме човечки животи и нашиот здравствен систем го штедиме, бидејќи ова лекување е прилично, знаеме дека е скапо. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, доктор Стојан Чарамов. Сега ќе ја повикам госпожа Сашка Кузманова, партнер на Сдруженијето. Повели. Почитувани, пред се благодарам за поканата. Уште кога ми се јави Дарко, за да ми извести за неговото здружение и дека сакаат соработка со мене, јас бев воодушевена. Толку млад човек, толку пун човек, значи со енергија, со живот, не можам да опишам. Дава се од себе за ова здружение. Infinity Life КС Кавадарци веднаш подпиша соработка и меморандум, подаде рака и поддршка на ова здружение. Факт е дека во Македонија дарувањето на органите е се уште новитет, односно не е развиено, но радува тоа што полека се доближуваме до светското здравство и во блиска иднина дарувањето на органи ќе биде поразвиено. Месец март е март на бубрегот, но да не забораваме дека останатите месеци исто така треба да обрнеме внимание на нашето здравје. Секоја поддршка е важна, но взаемната поддршка е мотив дека заедно можеме многу повеќе. Ви благодарам. Благодарам. Сега ќе ја повикам доктор Марија Панова, интернист, да се обрати на присутните. Повели, докторке. Добро вечер на сите, почитувани гости, почитувана директорка на Клиника за нефрологија Скопје, доктор Ирена Рамабова-Пуштетич, доктор Игор Николов, исто нефролог од Клиника за нефрологија Скопје, доктор Исто Симеонов, уролог од приватната здравствена установа Аџибадем Систина. Поздрав до доктор Тони Јосифов, абдоминален хирург од приватната здравствена установа Аџибадем Систина. Почитувани колеги од Општа болница Кавадарци, доктор Рамов и доктор Нешковски, почитувани пациенти, присутни. Денеска е 10 март, Светски ден на бубрегот, кој што се одбележува секоја година, односно секој втор четврток во месец март. Оваа година денот на бубрегот се одбележува под мотото да се надмине непознатото за подобра бубрежна заштита. Јас сум специјалист интернист вработена од пред 16 месеци во приватната здравствена установа Нефроплус Кавадарци и ќе ви зборувам за третманот, грижата и негата на бубрежно болните пациенти кога ќе дојдат во последната 5-та фаза од хроничната бубрежна болест. Причините поради кои пациентите доаѓаат до диализа предходно ви ги презентираше колегата, а тоа се во најголем процент диабетесот, хипертензијата, гломерулонефритите, генетски детерминирана и наследна болест, адултна полицистична бубрежна болест и други болести како малигнитети, обструктивна нефропатија и така натаму. По најновите статистики од Светската здравствена организација,
1 од 10 пациенти имаат хронична бубрежна болест. Или 1 од 3 пациенти со диабет завршуваат со хронична бубрежна инсуфициенција и кај 1 од 5 пациенти со хипертензија, високиот крвен притисок ќе доведе до трајни оштетувања на бубрезите. Според растот на бројот на пациенти со бубрежно оштетување, бубрежната болест уште се нарекува и тивка пандемија на 21. век. Меѓутоа, за ова многу малку се збори и се знае, или популацијата е недоволно информирана. И затоа, ние велиме дека додека срцето гласно боли или вришти, бубрезите тивко откажуваат. Токму заради ова, затоа што оваа болест е подмолна, кога ќе се јават првите симптоми, веќе е многу касно, или како што кажа колегата, веќе 90% од бубрежната функција е уништена. Затоа е потребна рана детекција, лекување и правилно насочување на овие пациенти и на пациентите со болести кои што водат до хронична бубрежна инсуфициенција. Бубрежната инсуфициенција има 5 стадиуми, јас ќе ви зборувам за овој последниот, 5-тиот стадиум на болеста, кога пациентот е веќе зависен од заместител на бубрежна терапија или хемодиализа со незините модалитети. Во нашиот град диализата како метода на лекување е воведена во 1989 година и се работеше во склоп на интерното оделение при Општа болница Кавадарци. Од 1 март 2014 година, со одлуката на Министерството за здравство и владата на Република Македонија, диализата паѓа под концесија. Диализниот центар Кавадарци од 2014 година е под концесија на приватна здравствена установа Систина Нефроплус. Просториите во кои што сега се одвива диализата се наоѓаат на старото место, значи во склоп на болницата во Кавадарци. Во моментот во нашиот центар се лекуваат 44 пациенти и нивниот број знае да варира на годишно ниво од 40 до 50 пациенти. Во пациентите, освен пациентите од нашата општина, ги опфаќаме и пациентите од соседните општини, општина Росоман, Девиркапија и Неготино. Центарот располага со 16 диализни места, со исто толку апарати, распоредени во 5 посебни сали, 5 диализни сали, 2 за негативни пациенти, една за ХЦВ позитивни пациенти или хепатит С вирус, друга за хепатит Б вирус и една сала за изолација, која што во последната година многу ја користевме заради појавата на пандемијата со COVID-19. Пациентите се диализираат во 2 смени, по потреба се воведува и 3-та смена со фреквенција најчесто 3 пати по 4 часа неделно. Во нашиот центар се изведуваат хемодиализи кај 40 пациенти, а 4 пациенти се на еден модалитет на хемодиализа или хемодиафилтрација. Целта на диализата е да ја замени екскреторната функција на бубрезите и по вештачки пат ги отстрануваме вишокот на течности, како и несаканите растворени супстанции од телото. За време на хемодиализниот третман крвта на пациентот циркулира надвор од телото и преку вештачки бубрек или диализер, како резултат на дифузија, осмоза и ултрафилтрација, со помош на машината за хемодиализа се прочистува крвта. Во текот на хемодиализата ние ги решаваме акутните, а континуирано ги решаваме и хроничните компликации од хемодиализниот третман кај овие болни, како што се секундарната анемија, метаболната коскена болест или ренalна осеодистрофија и други. Во рамките на лекувањето со хемодиализа, во рамките на тоа што е опфатено во цената на хемодиализа, правиме редовни лабораториски анализи секој месец, во поголем обем на 6 или на 3 месеци, правиме ЕКГ-ња по потреба и редовно 2 пати годишно рентген на бели дробови, микробиолошки испитувања и така натаму. Многу важен фактор за преживување и квалитет на хемодиализа е васкуларниот пристап, затоа обрнуваме посебно внимание на пристапите и нивното одржување и нега. Секако стремеш на секој пациент е да се ослободи од зависноста од хемодиализа 3 пати неделно по минимум 4 часа во диализниот центар, а кај нив тоа е единствено можно преку трансплантацијата. Подготовките за трансплантација за секој пациент поединечно почнуваат условно уште при самиот влез кај нас во диализниот центар. Зборувам за пациентите кои што веќе почнале со хемодиализа. Посебно внимание да овие пациенти ги зачуваме од заразните вирусни болести кои што се шират во тек на хемодиализата. Нашата задача е да оствариме квалитетни хемодиализни третмани
со квалитативно и квантитативно одредување на адекватноста на хемодиализниот третман, пресметувано преку посебни формули, колку од хемодиализите адекватно се изведуваат, колку е одстапката од тоа и секој месец за тоа поднесуваме рапорт до и контрола не контролира Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Би било идеално и кога нашата институција би ги прифаќала и следела пациентите во претерминална фаза, односно да бидеме отворени за цела популација, за детекција, рано откривање на болестите кои што водат до хемодиализа, нивно диагностицирање, следење на гломеруларната филтрација, рано упатување на васкуларен пристап доколку има потреба, доколку се во 4-ти стадиум, или пак припрема за трансплантација, доколку е можно, од сроден дарител, а ако не, да се пациентот навреме стави на листата за чекање, на национална листа за чекање, како реципиенти за кадаверичен трансплантат. Од Кавадарци, од нашиот центар, до сега имаме отприлика 13 или 14 пациенти со успешно изведена трансплантација, дел од нив се овде и ги поздравувам. Сме работеле заедно, а во моментот имаме 11 пациенти заинтересирани за кадаверичната трансплантација, како што веќе е почната постапката со ХЛА типизација и другите методи кои што не представуваат и за да се исклучат фактички оние болести кои што не дозволуваат да се пациентот трансплантира. Дел од нив се влезени во националната листа на чекање на бубрек како потенцијален реципиенти. Во врска со етичко-законските норми за трансплантација во нашата држава ќе ви зборува следниот соговорник. И на крај, посебна чест ми беше што ме поканивте на присуството на оваа трибина, на младите ентузијасти кои што го водат Сдруженијето Ренална поддршка, со кои што имаме досега прекрасна соработка. Ви благодарам на вниманието. Благодарам и вам, докторка. И остана уште двајца говорници. Сега ќе повикам директорката на нефрологија, односно на државна клиника нефрологија, доктор Ирена Рамбабова Бушлетич. Повели, докторка. Добро вечер на сите присутни. Почитуван заменик градоначалник, почитуван председавач на Советот, представници на Законодавниот дом, наши драги колеги, пациенти и останати соработници. Денес многу пати слушнавме колку е сериозна хроничната бубрежна болест, слушнавме колкав процент од населението е афектиран, дека секој 10-ти адултен жител на земјината топка практично има одреден степен на бубрежна слабост, а многу мал дел практично од нив се свесни дека носат одредена болест. Јас денес и претходно акцентирав дека иако е толку сериозна болеста и толку многу присутна, сепак кампањата за овие заболувања не наоѓа соодветно место во локалните и државните надлежни инстанции. И денес ми е особено драго дека овој настан се одржува баш во општина, каде што голем дел од тие напори да се промовираат следните чекори, кои што би требало заедно да ги правиме ние лекарите, односно здравствените работници, заедно со надлежните инстанции, се надевам дека ќе имаат слух и ќе планираме понатаму следни чекори. Денес е денот само да ги упатиме по раките, кои што сите заедно понатаму во текот на следниот период заедно ќе ги спроведеме се до следниот ден на бубрегот, кој што ќе биде пододредено друго мото. Јас денес би посакала успешна работа на новоформираното здружение. Се надевам дека ќе имаат поддршка и од локалната власт, ќе имаат поддршка и од државните институции. Ќе препорачам и понатаму да продолжи успешната соработка на диализниот центар кој што е во Кавадарци. Можам да кажам дека во последните неколку години значаен исчекор е направен во однос на едукацијата на кадрот кој што работи таму, додека во минатите години работеа само општи доктори, сега имаат високо едуциран кадар кој што
е веќе со специјализации и субспецијализации, а исто така и голем интересот и во едно пошироко поле во научно-истражувачката работа, дека Нефроплюс несебично дава податоци во она се што е интересно и ново во медицината, да споделиме заедно искуства, да ги поделиме оние сознанија кои што заедно ги имаме, особено во периодот на ковид пандемијата, и се надевам дека и понатаму ќе успееме успешно да соработуваме. Честитки за Дарко и за Иле, и се надевам дека следниот ден на Бубрек имат уште повеќе да ни кажат. Ви благодарам на сите. Благодарам. Докторка Ирена, мал превид, значи не уште двајца, уште тројца говорници сепак имаме. Сега ќе ја повикам Даниела Урдаревиќ, главна сестра на нефрологија на државна клиника. Повели. Почитувани, чести задоволство ми е да присуствувам на овој настан. Ви благодарам на поканата, на Сдруженијето, ви посакувам успешна работа. Јас само кратко во однос на темата на денешниот годишниот ден на бубрегот, превенција. Превенцијата, бубрежните болести можат да се превенираат, навремено да се диагностицираат и да се лекуваат. Со тоа, секое лекување на секој пациент ќе биде подобро и поуспешно. Заедно, лекарите, медицинските сестри, како дел од тимот и пациентите, можеме значително да придонесеме да ги превенираме бубрежните болести. Благодарам. За крај, доктор Игор Николов, нефролог на државна клиника. Повели, докторе? Да, за крај. Добро вечер на сите. Поздрави за сите. Да ви се заблагодарам за поканата и да ја поздравам оваа иницијатива која што се сеќавам ја започнавме, ја зборувавме на времето со Илија и со Дарко, можеби пред 1,5 година, дека треба да се подигне свеста, особено за трансплантацијата. Тие двајцата за жал имаат лично искуство и своето лично искуство, преку личното искуство најмногу ги знаат проблемите на системот за трансплантација. Со нивните совети и нивното, она вика, праше го паталец, а не гаталец, најдобро ќе можеме да ги отстраниме маните и проблемите кои што ги има системот. И ова е една добра иницијатива, посебно на овој ден, денеска е ден на бубрегот, но за кавадарци е ден на трансплантираните. И веројатно со оваа иницијатива тие ќе придонесат да луѓето се повеќе се запознаат прво со состојбата на нивните бубрези, како тие функционираат, односно дали имаат заболувања, и второ, дека не е се изгубено доколку дојдеме во една состојба на откажани бубрези, дека тоа може да се коригира со трансплантација. Ја поздравувам особено поддршката од општината, особено пораките кои што ги подготвиле во нивен краток флаер, меѓу другото е редовно пи вода, и тука уште повеќе иде во прилог на компанијата која што е локален производител на вода. Така да ќе пратиме порака, пите повеќе вода, помалце сокови, соковите се со шеќер, водата им помага на бубрезите за да ги зачувате и понатаму. Намалете го внесот на сол, значи да имаме добра исхрана, и на крај секогаш исхраната е важна, нископротеинска диета. Но да не влегуваме во детали, како систем и како идеја е одлична. Пораката е заедно да направат мрежа со сите трансплантирани во земјата, која што ги има веќе надминаа повеќе од бројка од околу 500, можеби повеќе. И само заедно здружени можат да ја подобрат она што е нивна потреба и да ја приближат методата и да ја приближат состојбата на сите луѓе кои што ја имаат потребата или кои што имаат заболување. Така да уште еднаш ве поздравувам Дарко и Илија. Они се наши редовни посетители, се гледаме редовно. И нивното искуство е драгоцено за сите нас, да не остане само на кавадарци, да го прошириме на цела Македонија, да комуницирате со сите
градови каде што има трансплантирани пациенти и да се слушне гласот на трансплантираните пациенти. Ова е многу важен ден за сите трансплантирани пациенти. Секако и на донорите, како луѓе кои што дале орган или како семејства кои што се согласиле да се даде орган како дел од највисокото хумано однесување на човекот. Ви благодарам, извинете ако бев малце долг. Благодарам, докторе. Како што кажав, докторот Игор Николов беше последниот говорник за оваа вечер. Јас од името на организаторите на оваа трибина, прво пред себе се заблагодарил на тие што се да учество активно во оваа трибина, се разбира на сите присутни и се надеваме дека, како што кажа и самите доктори, дека оваа трибина ќе побуди малку поголема граѓанска свест и дека малку повеќе ќе се гледа на ова заболување на бубрезите. Тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш на сите и за учеството и за присуството и се гледаме во некое друго време.